Добра вечер, Скопие! Добра вечер, Кисела вода! Добра вечер за ВМРО, ДПМН и коалиционните партнери! Най-напред би сакал да ви го пренесам поздравот од председателот на ВМРО, ДПМН и председателот на владата на Република Македонија, господинот Никола Груевски. Почитувани министри, почитувани пратеници, почитувани градоначалници, почитуван председател на општинскиот комитет и на местните комитети, почитувани представници на Унија на млади сили, на Унија на жени, на Унија на ветерани на ВМРО ДПМН. Почитувани коалициони партнери, почитуван кандидат за градоначалник на општина Кисела вода, господа Билјана Беличанец. Почитувани жители на општина Кисела вода, почитувани гости, симпатизери и поддржувачи на ВМРО, ДПМН и коалицијата за подобра Македонија. Вечерва сме тука да го представиме кандидатот за градоначалник на општина Кисела вода, господјата Билјана Беличанец. Но најнапред би сакал да го исказам своето жалење што синоќа до 24 часот опозицијата, дел од опозицијата не поднесе кандидатури за градоначалници и советнички листи. Меѓутоа, исто така би сакал да искажам задоволство што нашиот колега, градоначалникот на општина Карпош, поднесе кандидатура за градоначалник на општина Карпош. Почитувани присутни, јас сум роден во Скопје. Скопје одлично го познавам. Ги знам неговите предности, неговите недостатоци, неговите потреби. Секојдневно живеам со проблемите на скопјани. На локалните избори во 2009 година, почитувани сограѓани на Скопје, а особено на Кисела вода, ми ја дадовте довербата да бидам градоначалник на градот Скопје. Тоа е голема чест, да се биде градоначалник на главниот град на Република Македонија. Затоа ви искажувам огромна благодарност. Таа чест за мене воедно беше и голема обрска. Обрска да се исполни ветеното со изборната програма која ви беше представена во 2009 година. Со посветена работа, со макотрпна работа, успеавме да реализираме повеќе од 500 многу важни и клучни проекти за градот Скопје. Проекти кои што го подобрија животот во градот Скопје. Заедно со администрацијата, заедно со мојот тим. Тоа ви го ветивме, тоа го оствариме за овие 4 години. Денеска стојам гордо пред вас, со гордо клената глава, затоа што оставам дела, оставаме проекти кои доволно говорат за нашата работа, за нашата посветеност од првиот до последниот ден. Уште од првиот ден, почитувани граѓани на Кисела вода, сонував и мислев кога ќе застанам овде пред вас на последниот ден од мојот мандат, да го дадам својот отчет за својата работа и за она што беше ветено на локалните избори во 2009 година. Реализиравме многу проекти во градот Скопје, меѓу тие исто така многу проекти во општина Кисела вода. Во градот Скопје реализиравме 7 булевари. За 4 години 7 булевари кои што го подобрија сообраќајот во градот Скопје. Изградивме мостови. Мостот на реката Вардар, мостот кај Сарај, мостот на реката Серава. Реализиравме проекти од областа на комуналната хигиена. Го подобривме зеленилото во градот Скопје. Засадивме околу 45.000 дрвца во градот Скопје. Направивме нови зелени површини, нови паркови, нови цветни површини. Градот Скопје стана цветен град, нашиот главен град на Република Македонија. Ги ослободивме јавните предпријатија од долговите, ги решивме нивните проблеми, ги опремивме и стана финансиски ефикасни јавни предпријатија. Исто така би сакал да искажам голема благодарност до владата на Република Македонија, до премиерот Никола Груевски, до министерствата, до агенцијата за катастар, за имотно-правни односи и другите кои што ни дадоа огромна поддршка во решавањето и реализацијата на овие клучни проекти. Затоа што во 2009 година
рековме, заедно можеме повеќе и заедно ги реализиравме сите овие проекти во градот Скопје. Од овие проекти, голем број на проекти се реализирани во општина Кисела Вода. И морам да кажам дека тие проекти беа реализирани со поддршка на општина Кисела Вода, со поддршка на Советот на општина Кисела Вода и со поддршка на господинот Маријан Ѓорчев, досегашен градоначалник на општина Кисела Вода. Ќе набројам неколку од нив. Најпрво ја реконструиравме улицата Првомајска од Пинтија, тоа е од Окис до Маркова река. Исто така, следната година го реализиравме големиот проект Булеварот Србија, од Јане Сандански па се до цементарница, при што голем дел од овој булевар се наоѓа токму во општина Кисела Вода. Го реши главниот проблем, клучката, раскрстицата меѓу булевар Србија и булеварот Борис Трајковски, и со тоа на жителите на општина Кисела Вода им ги подобри условите. Исто така беше реализиран во општина Кисела Вода првиот кружен тек во градот Скопје пред цементарницата во Кисела Вода. Почитувани граѓани, исто така го реализиравме најголемиот проект во Кисела Вода. Тоа е булеварот Борис Трајковски. Дамнешна желба и на жителите на Кисела Вода, на многу градоначалници на градот Скопје и на Кисела Вода. Успеавме во овој мандат да го направиме булеварот Борис Трајковски од рампа до Расадник и од булеварот Србија до почетокот на Оксис. Ова е клучниот проект за општина Кисела Вода, кој што многу ги подобри условите, сообраќајните услови во општина Кисела Вода. И јас сум горд за тоа. При тоа, огромна е поддршката и од општината, и од владата на Република Македонија, особено и од Министерството за финансии. Значи, заедно го реализиравме овој многу значаен проект за општина Кисела Вода. Исто така помогнавме на општина Кисела Вода во реконструкцијата на улицата Иван Козаров. Во населбата Усие реконструиравме 5 улици заедно со општина Кисела Вода. Градот Скопје набави 60.000 канти за смет и ги подели на индивидуалните домаќинства. Меѓу тие голем број си општина Кисела Вода. Набавиме и 60 камиони и со тоа ја подобривме комуналната хигиена во градот Скопје. Би сакал да истакнам дека општина Кисела Вода и Маријан Ѓорчев, единствени во градот Скопје, помогнаа со тоа што набавија 2 мали камиони и ги подарија на комунална хигиена за собирање на смет во руралните делови на општина Кисела Вода. И не само во Кисела Вода. Морам да истакнам дека работиме во сите 10 општини во градот Скопје. Не беше заборавена ниту една општина. Тоа беше нашето ветување и тоа ветување го остваривме. Почитувани присутни, денеска сум овде пред вас, покрај за господјата Беличанец, да ја побарам вашата доверба и за мене за кандидат за градот Скопје за следниот мандат 2013-2017 година. При тоа, за овој мандат имам изработено програма. Тоа е оваа програма. Програма која што е работена заедно со владата на Република Македонија, заедно со 10 општини, заедно со општина Кисела Вода и што е најважно, заедно со граѓаните на градот Скопје. Ова е наша заедничка програма. Оваа програма, после вашата доверба, ќе биде работна програма на градот Скопје. Тука се клучните проекти за развој на градот Скопје. Јас ќе набројам само неколку од нив кои што се однесуваат на општина Кисела Вода. При тоа би сакал да истакнам дека оваа програма и овие проекти кои што се за општина Кисела Вода ќе бидат реализирани заедно со идниот градоначалник на општина Кисела Вода, господјата Билјана Беличанец. Во оваа програма стои дека ќе изработиме техничка документација и ќе најдеме можност за продолжување на булеварот Србија до улицата Христо Татарчев и со тоа овој дел од општина Кисела Вода да биде споен со модерна сообраќајница према општина Аеродром. Ќе направиме исто така фекален колектор по булеварот Србија. Изработка на
на техничка документација за пречистителна станица во Драчево, која што е од огромно значење за сите жители на населбата Драчево. Ќе продолжат активностите на проширување и реконструкција на булеварот Борис Трајковски према населба Драчево. Исто така, ќе реконструираме и улицата Павел Шатев или поранешна Бихачка, со што ќе се добие модерен булевар во тој дел на градот Скопје и на општина Кисела Вода. Почитувани присутни, уште еднаш ќе напоменам, за реализација на овие проекти, сигурно дека ќе ни треба огромна подршка од општината. И сигурен сум дека таа подршка ќе ја имаме и таа доверба ќе имаме со општината и со господјата Билјана Беличанец, идниот градоначелник на општина Кисела Вода. Господјата Билјана Беличанец за прв пат ја бара вашата доверба, довербата на граѓаните на општина Кисела Вода. И сигурен сум дека ќе ја добие и ќе ја добие уште во првиот мандат на овие локални избори. Господјата Билјана Беличанец е докажана во својата професија. Позната на македонската публика, успешен театарски работник, успешен глумец, во многу представи, успешно има одиграно многу ликови. Тоа говори за незиниот однос кон работата, кон задачите кои што ги презема. И сигурен сум дека задачата кои што ќе ја дадете како иден градоначелник на општина Кисела Вода, ќе ја извршува успешно и ќе бидете задоволни од незината работа. Сигурен сум исто така дека ќе соработува со градот Скопје и со владата на Република Македонија во интерес на реализација на проектите на општина Кисела Вода, бидејќи господјата Беличанец настапува со своја изборна програма, програма во која што ги има сите проекти кои што се значени за општина Кисела Вода и кои што ќе бидат реализирани во овој иден 4-годишен мандат. Затоа, почитувани присутни, ќе ве замолам да гласате за господјата Беличанец, да дадеме доверба уште во првиот круг, да ја продолжи работата на започнатите проекти во општина Кисела Вода и да донесе и да изгради нови проекти за општина Кисела Вода. Покрај за господјата Беличанец, потребно е да се даде доверба и на Советот на општина Кисела Вода, заради тоа што без подршка на Советот, градоначалникот нема да може да реализира својата програма. Му требаат многу одлуки, многу решенија, токму од Советот на општина Кисела Вода. И не заборавајте на тој факт. Заради тоа, ако го нема мнозинството од Советот, ќе настане пазарење, ќе настане обструкција на работата на градоначалникот и не ќе може да реализира својата програма. Исто така и за градот Скопје. Ќе ве замолам да обрнете внимание, исто така да гласате за Советот на градот Скопје, со што ќе овозможите да нема пазарења, да нема подметнувања, да нема многу обструирања на работата на градоначалникот. Советот и градоначалникот се две институции кои што се многу одговорни и важни за реализација на изборните програми. Јас не се сомневам во општина Кисела Вода, бидејќи општина Кисела Вода и досега докажала дека перманентно и дава подршка на ВМРО, ДПМН и коалиционите партнери. За уште една победа во градот Скопје, за уште една победа во Кисела Вода. Да живее ВМРО, ДПМН, да живее Кисела Вода, да живее Скопје, да живее Република Македонија, да сте живи и здрави!